Новите ранци се купени, учебниците завиткани, тетрадките потпишани, моливчината наострени, боичките, фломастерите, арсеналот на гуми и острилки уредно спакувани во училишните сетови. Новите патики светат, гардеробата за првиот училишен ден е одамна подготвена. Сите предуслови за успешен старт на новата учебна година се исполнети. Децата се возбудени, родителите подеднакво. Завршува безгрижното лето. Но доаѓаат врските, но и поладното време, кое со себе носи многу инфекции кои лесно се шират во детските колективи. Како да ги подготвите децата за тргнување во градинка и училиште, но не само со училишни материјали, туку и со здрав и зајакнат имунолошки систем? Во денешниот подкаст разговараме на оваа тема со една исклучителна гостинка, професор доктор Татјана Јакевска, специјалист педијатар и претседател на педијатриското респираторно здружение Педиарес, кој ќе ни даде корисни совети и информации за зајакнување на имунитетот на нашите најмлади во овој период од годината. Професорке, добродојдовте во студиото на ваш педијатар. Ви благодарам што сте со нас. Добро вечер, благодарност за поканата, многу ми е драго и задоволство секогаш да бидам во вашите емисии. Денес имаме една интересна тема, особено за овој период од годината. Почнува новата школска година, стартуваат и градинките со полн капацитет. Почетокот на есента е период од годината кога се соочуваме со зголемен број на инфекции и болести. Најпрво би ве запрашала, кои се најчестите болести кои доаѓаат со почетокот на школската година? Школската година почнува на 1 септември за многу кратко и со тоа и нас како родители, а и на дечињата ќе им се скрати убавиот период од одморот. Секако дека и покрај тие сите обврски многу е важно да се биде здрав или евентуално ако имаме да бидат лесни инфекции, тоа се зависи од општата состојба во моментот, која што во моментот можам да кажам малку е поразлична затоа што во моментов има и ковид, а во моментов има уште пертусис. Значи сепак оваа ситуација во овој временски период не е идентична како некогашните лета и есени, туку сега баш има доста вака интензивни вирози и овие респираторни инфекции, кои што сепак доста вака се преполни болниците. Инаку најчесто што би се среќавале родителите се респираторните инфекции и ентералните инфекции, кои што уште се, да речеме, некој период, уште 2-3 недели тие може да бидат актуелни. Респираторните инфекции било да се благи, било да се сериозни, секако се 80% од сите инфекции кои што се јавуваат кај децата. Значи многу се застапени, затоа всушност изборуваме денеска на таа тема. Што е важно да се каже? Значи најважно е да сепак после ова слободно време и убави сонце, ветер, излегување надвор, безгрижност, значи сето тоа многу треба сега малку да се стабилизира, да се стави во некоја шема, затоа што е потребно добар сон, да се шета малку надвор, не превеќе, не премногу, значи да можеме сепак и да се издуваат дечињава, да трчаат и така, меѓутоа сепак и да почнат со врските. Треба една уравнотежена исхрана, малку полесна, со овошје, со зеленчук и хигиената. Значи онаа хигиена веќе која што да речеме не научи, ние секако сме не учеле и ги учиме децата, меѓутоа си го повторивме со ковидот, со епидемијата на ковид, значи миење на раце после секое излегување, влегување во домот, кашлање, кивање во лактот или со раката, да се тргаме од луѓе, значи не мора маски да ставаме, меѓутоа сепак како видиме дека е некој болен, сепак да се повлечеме малку, затоа што тие сите респираторни инфекции се каплични, односно се пренесуваат со кашлица, со плукање, со зборување. Така да треба малку да се смени начинот на живот, да се легнат порано, да се одспијат, затоа што здравиот сон е број 1. Незаменлив е и тоа за дечињата, за нас е многу важно, затоа што и ние исто така доста може да закачаме некои од овие респираторни инфекции. Имавме и од ковид, и од пертусис имаше и повозрастни луѓе, старите луѓе исто така.
затоа што и тие имаат намален имунитет. Сега во однос на, нели, не секое дете реагира исто. Да. Тоа зависи од, нели, од возраста. Самото тоа како ќе изреагира, меѓутоа од самиот имунитет. Ќе дојдеме и конкретно до тоа прашање. Покрај децата од училиштата, во колективите, градинките се враќаат и помалите деца. На што најчесто се жалат родителите во овој период и дали нивната симптоматологија се разликува од она на школските деца? Видете, симптоматологијата на респираторните инфекции е на сите иста. Дали е мало, во градинка, школско дете, повозрасно дете, значи тука имаме течење на нос, можеби некоја малаксаност, субфебрилност, значи 37-37,5, кашлица, секрети, мрсули. Така да, тоа е симптоматологијата. И сега ние како педиатри има различни, да речеме, некои школи кои што ние сме ја прифатиле италијанската школа во смисла колку такви респираторни инфекции се нормални. Да речеме кај предшколско дете па може дури и до 12-15 такви респираторни инфекции годишно. Меѓутоа тоа зборуваме за едни полесни инфекции. А овие што се поголемките деца па рачунаме 6 до 8. Значи ние тоа во медицинскиот вокабулар го рачунаме како едно нормално да речеме детство каде што секако мора да има респираторни инфекции затоа што тие се постојано заедно во тој колектив и они се ги пренесуваат. Меѓутоа тука веќе би можело да зборуваме за посериозни инфекции кои што веќе би предунеле, значи можеби до антибиотска терапија, до нели хронична некоја инхалаторна терапија, лежење во болница, хоспитализација и тука веќе имаме нели многу помал број дозволен да кажеме. Ние обично велиме и многу е важно овие сите респираторни инфекции да назначам дека прават тригер кај оние деца кои што имаат, да речеме, некоја атописка склоност да направат алергија и понатака тоа да оди кон хронични бронхити. Тие хронични бронхити може да бидат понасни. Така да, значи, околу 4 до 6 такви потешки инфекции веќе се многу сериозна закана во смисла на здравјето на детето. И затоа ние обрнуваме така доста внимание за каква инфекција се работи. Ја споменавте бројката од 12 инфекции. Значи, тоа е бројка која што не треба да ги плаши родителите, особено ако се има предвид дека имунолошкиот систем, нели, кај децата, кај едно 7-8 годишно дете се уште не е зрел. Тоа е причината зошто не е развиен, односно во првите 7 или 8 години и ги прави децата поподложни на инфекции, на патогени во градинките и училиштата. Би сакала уште еден апел дека 12 пати на вистина родителите не треба да се плашат. Единствено да се обрне внимание на ова што вие велите потешките, посериозните. Видете, значи тоа 12-15 се кај помалите дечиња, значи кај околу 3 годишните. И сега имунитетот, сакала малку тука нешто да расчистиме, затоа што имаме вроден имунитет, значи кој што значи имунитет? Имунитет значи оној имунолошки механизам во самиот организам, значи уште од бебето, уште при самото породување на бебето, веќе имаме некои си механизми со кои што организмот се заштитува од некои надворешни влијанија, значи си го заштитува сопствениот организам. Што значи тоа? Тоа значи дека многу е важно, би сакала вака да кажам, дека е важно и начинот на породување. Важно е и последните 3 месеци на бременост, затоа што новите ставови се дека во последните 3 месеци од бременоста можеме ние да даваме пробиотици и витамин Д, и тоа се дава витамин во навистина високи дози. Имаме сега најновите студии, тие се многу посветени на витамин Д и на пробиотици во однос на имунитетот и на овие респираторни инфекции. Значи се дава уште во тој последен триместар, затоа што во тој триместар се смета дека низ плацентата барем дел ќе помине. Што значи тоа? Например, кога ќе кажам висока доза на витамин Д кај мајката што е бремена, нели, во последниот триместар, тоа значи 4000 единици. А кај бебево ќе има 400 единици. Значи проаѓа многу мал дел, меѓутоа сепак ние во периодот 3 месеци, последното 3 месеци. Да, последните 3 месеци и исто така, другото е многу важно, начинот на породување. Сега зошто е важен начинот на породување? Важен е начинот на породување затоа што кога имаме природно, значи спонтано породување низ вагиналниот канал, тука сите тие
бактерии, значи све што се наоѓа во вагиналниот канал, сето тоа го населува бебето. Он го ингестира, значи по кожата му е. И тој веќе има населено други бактерии, кои што се корисни затоа што тука имаме тие лактобацили, што ги викаме ние, и клостридиум и така натаму, све тоа се населува. Веднаш ги населува. Зашто влегува преку уста и влегува желудник, тенко црево, дебело црево, он веднаш ги населува. Кога оди со цезареа, значи со царски рез, тоа е стерилно. Значи тој нема каде да помине, тоа е стерилно и веднаш кога ќе излезе или кога ќе го извадат, што гледаме? Значи он ќе ги прими бактериите од нас, од докторите, од сестрите, од површината. Така да тој веќе има друг тип на бактерии. Значи кои што не се во природната база негова, да кажем, на бебето. Така да тука веќе имаме поделеност и тука има разлика. Затоа ние секогаш, после тоа имаме различитост во смисла дали е на доење, затоа што во самото млеко може да има пробиотици, лактобацили, има фактор за раст, има антитела. Значи млекото на мајката е нешто што е совршенство, кое што колку и нели имаме различни фирми кои што нели се трудат да направат некоја формула за да им се помогне, нели сега не секоја мајка може да дои или да има доволно млеко, мислам, меѓутоа не може ни една фирма да речем да го постигне мечиното млеко. Да направи идеална храна, да направи идеална во смисла нели на сите тие субстанции што минерали, антитела и така натаму, тие фактори, инхибитори, сето тоа на инфекција, не може тоа да се додаде. Значи во млеката овие во формулите се додаваат пробиотици, се додава витамин Д, меѓутоа нели овие фактори не може да се донесат. И исто така нели во формулите односот помеѓу лактоалбумините и глобулините не може да се наштимаат онака како што се во мајчиното млеко, да самата ингестија биде многу лесна како снегулки, додека нели кога се прима формула тие се како топки и тогаш е тешко на стомачето на детенцето, меѓутоа сепак е важно нешто да прима од нели млеко или формула за да може нели да напредува и да расте. Сето ова доведува до различни бактерии, да речам, и фактори кои што ги населуваат нивниот гастроинтестинален тракт. И зошто го спомнувам јас цело време овој гастроинтестинален тракт? Затоа што еве сите нели сме учеле биологија, сега не мора нели во детали да судим, меѓутоа имаме паерови плочи. 80% од имунитетот се прави, значи се создава во цревата, во тие паерови плочи. Затоа го спомнувам и затоа најновите трендови во сите, значи сега часописи што ги нели еве што одиме по сите конференции, они викаат gut-lung axis. Значи гастроинтестиналниот тракт, цревото со белите дробови. Значи таа врска, таа линија. И сега нели најновите трудови еве се и колешки што прават и докторати и сето тоа, правиме истражување каква е таа поврзаност и кои се тие пробиотици кои што на пример може да ни укажат, ако ги откриеме, што понатака ќе следи со детето, дали ќе оди кон астма, дали нема да развие астма, дали ќе има на пример рецидивантни бронхити и така натаму. Значи многу е важно. Исто така и за цистична фиброза или за било што, во која насока ќе оди. Така да тоа е многу вакаво тренд. Ке проговориме подосни за пробиотиците. Би ве запрашала кои симптоми не сме да ги игнорираат родителите, да се вратиме повторно на инфекциите кои што се чести во овој и во наредниот период, есенско-зимскиот. Дали има симптоми на кои што треба да се реагира веднаш и неодложно и треба да се побара помош од лекар? За видете, значи кашлицата, доколку е онака како кучешка, како лавеш, значи она што треба, значи мајките веќе го препознаваат тој таа зарипната кашлица, таа веднаш треба да се јави затоа што можеби се тука имаме некоја си алергиска реакција плюс таа инфекција. После тоа имаме визинг, ние го викаме. Значи визинг, лепршање на носниците, тоа е нешто што се слуша од врата, што и ние нели и секој го слуша тоа. Тоа е значи сериозна обструкција, сериозна инфекција со обструкција, која што може да биде и животно загрозувачка. Значи такви некои звуци, да ги кажам. Инаку самата субфебрилност, па и температура, тоа се одбранбени механизми. Ден, два, може да се стрпат, да не се трча веднаш, да, меѓутоа нели да се следи
и многу е важно, значи, дишењето. Ако гледа дека мајката некако забрзано, плитко дише, значи тоа веќе нека се јави на лекар. Да. Меѓутоа и тоа зависи. Ако е бебе, имаме абдоминално дишење, они дишат со стомачето. И вие тука може да бидат мирни, а стомачето да игра. Така да, значи тоа е симптом кој што не треба се занемарува. И тоа е еден симптом. Така да се е малку така, меѓутоа цела палета, меѓутоа пак сите нели. Знаете како велат мајката знае најдобро. Не забеговила тоа. Секогаш јас тоа го велам дека мајката си го знае најдобро детето и секогаш ја слушаме мајката. Ако мајката е загрижена, значи веднаш хоспитализација затоа што она нешто знае, затоа што си го познава детето. Ние го гледаме, да кажеме, краток временски период, нели? Во тие половина час, да, колку може да трае тој преглед. Две деца, например, може да бидат изложени на ист вирус и да искусат различни симптоми во зависност од тоа колку добро функционира нивниот имунолошки систем. Инфекциите, без разлика дали се вирусни или бактериски, дополнително го ослабнуваат имунитетот на децата. Како да му помогнеме на нашето дете да изгради посилен имунолошки систем и успешно да се одбрани од заканите? Кои се најефикасните природни методи за зајакнување на имунолошкиот систем на децата? Па видете, природните се, значи, субстанции или, да речеме, или минерали, витамини, тие се многу добри во смисла дека навистина играат улога. Тука ќе го кажам цинк, витамин D, витамин C, имате хербални производи. Секако, меѓутоа, јас, еве, кој што спомнав, нели, дека е таа gut-lung axis, значи, тука ние највака како поуздано би го препорачале пробиотикот. И тоа не секој вид, затоа што имаме пробиотици на пазарот милион. Сепак тие се неколку пробиотици кои што со огромни студии, сега тука ќе кажам Lactobacillus Reuteri, Protectis, за кој што има навистина најголем број на студии. Значи, кога ќе речам најголем број на студии, тоа имаме студии над 100 студии, сериозни, над 6000 деца вклучено, на помали деца околу над 3000, значи тоа се навистина огромни студии кои што имаат многу позитивно искуство, покажуваат искуство и позитивно влијание на самиот овој пробиотик, кој што потенциран, значи вклучен витамин D, пошто имаат и таков препарат, значи тој е одличен. Зошто е одличен? Веќе споменав дека витаминот D нели е одличен за респираторното здравје, тоа го спомнавме нели во нашата книга со колешката, така да ние самите тие механизми веќе ги имаме опишано и има огромно влијание врз респираторните инфекции. Така да што прави точно тој пробиотик? Тој пробиотик ги покрива, вака става како еден слој на самите цревни ресички, пошто нели цревата имаат ресички да ги абсорбираат минералите, витамините, јоните и така натаму, храната, и ова тука ги става како еден облак, како тепих. И тука веќе не може ни една бактерија, ни еден вирус да помине, зашто има блокада, нема дупчиња каде, алергените исто така. И плюс тука имаме витамин D, кој што има свое посебно значење, зашто тој е хормон. Значи тој не е витамин, ако се вика витамин, тој е хормон, има навистина многу докази за неговото влијание врз респираторното здравје, нели посебно кај децата, така да тука веќе ние, али треба подолго време, значи не може тоа преку ноќ, значи со една доза, со две дози, значи потребно е најмалце значи 3 месеца континуирана употреба за да тоа сепак почне да делува и да има значи имунитет на природна база. И ние тоа, например, лично многу го препорачувам затоа што за мене е многу значено на природен начин да се стекне имунитетот. Значи, зашто ние цело време викаме давајте пробиотици, вие знаете пробиотици даваме и при ентерални инфекции, антибиотска употреба. Зошто? Зашто се разрушуваат тие ресички и тука може значи да влезат сите алергени, да потикнат алергија, да потикнат значи астма и така натаму, така да многу е важно на природен начин. Би сакала само уште еднаш да потенцираме дека овде станува збор за Lactobacillus reuteri protectis, кој е еден од најпроучуваните соеви и предмет на бројни клинички студии, како што кажавте, кои докажуваат дека е ефикасен во третманот и превенцијата на различни состојби кај децата, како што исто така кажавте. Дали е безбеден за употреба кај доинчиња и мали деца? Секако.
Значи, тоа ви кажав уште во бременоста, мајката е потребно да ги прима и тие влегуваат преку плацентата, така да уште во доеначката возраст ние ги препорачуваме. Тоа се, значи, навистина, на природна база, безбедни, никогаш, значи, не може да направат штета. Значи, Само секогаш корист. може да направат само корист. Само добро. Да. Така, во есенскиот период, кога се зголемува ризикот од респираторни инфекции, имуномодулацијата може да биде корисна за голем број на деца. Особено за деца кои што имаат повторувачки инфекции, деца кои што имаат ослабен имунитет, односно поради хронични болести со кои што се соочуваат. На кои деца всушност им е најпотребна имуномодулација во есенскиот период? Па видете, значи, ви реков, јас секако сум секогаш поборник за нешто природно, како што ги споменав, нели, пробиотиците и витаминот Д. Меѓутоа, некогаш не е доволно. Ние имаме пациенти, пациентчиња, кои што ги викам пациентчиња затоа што редовно доаѓаат. Имаат хронични, рецидивантни белодробни болести, во смисла дали да бидат инфекции, може имаат конгенитални малформации, може би имаат некоја ретка болест, значи кој што нели со белите дробови. Тие не можеме да речеме, ние им даваме пробиотици со витамин Д, или даваме лактобацилус репротекти секако, меѓутоа некогаш не е доволно. И ние можеме да додадеме плюс. Сега на природна база, значи ние немаме таков јак некој, да речеме, имуностимулатор и имуномодулатор, ни антивирусен лек, затоа има многу синтетски. Така. Кажавте добар дел, меѓутоа што може родителите уште да очекуваат од примената на имуномодулатори? Евентуално што некој аспект кој што не го споменавме, доколку има, доколку не? Па видете, значи јас испоменав дека секоја респираторна инфекција го нарушува тој имунолошки систем, ние го викаме една имунолошка рамнотежа, во смисла тоа се два механизми, значи вроден и стекнат механизам кој што се ние ги викаме ТХ1 и ТХ2 и тоа, значи тоа е како една клацкалица. Малку ако се наруши, другиот се качува. Што значи тоа? Ако овде во првиот дел, значи не изреагира како што треба, ќе се вклучи тој стекнатиот имунитет и после тоа веќе може, во зависност од кој вирус е, например респираторен синцицијален вирус, РСВ, кој што прошлата година многу ги нападна децата, значи тој е тригер за алергии. Значи понатака го прави тој атописки марш. Што значи атописки марш? Значи прво имаме екземна кожа, па имаме алергиски ринит, на крајот хронични обструкции и астма. Така да сепак правиме една имуномодулација, една стабилност на тој имунолошки систем во смисла да не прогредира во некои алергиски реакции понатаму. Значи ние имаме многу деца со алергиски ринит. Премногу. Сега имаме и загадување. И затоа некогаш кога се почести инфекциите и има плюс алергиски ринит, ние го препорачуваме овој препарат. Така да мислам многу е ефикасен во смисла да се држат инфекциите под контрола и понатамошниот живот во смисла на на алергии, на имунитетот да се стабилизира. Кои се другите превентивни мерки кои може да се преземат за да се избегне честото разболување во училиште и во градинка? Дали имате некои совети до родителите? Па видете, јас би препорачала, значи кога ги шетаат децата, да не ги шетаат во трговски центри затворени, него да ги шетаат надвор, да не одат во игротеки затворени, него пак да идат надвор. Ако има во самата градинка или во училиште болни деца, да се знае, сепак да имаат еден бекап, да има болно дете, значи да не се кријат инфекции, да има болно дете, ние ќе си даме некој препарат, ќе мие раце, значи малку тука веќе да имаме една поголема и ментална хигиена и вистинска хигиена. Миење на раце, вие знаете како се купуваат сапуни, се купуваат такви или крпи, така натаму да биде хартија, да се дува во марамче, да се фрли во корпа, секогаш тоа е малку мањка во тие колективи на деца. Тоа малку потешко само со помалите деца во градинките. Да, пак зависи нели од ангажманот, да кажам, нели на наставничките, на воспитувачките, да. Дали би имало уште нешто да додадете во однос на темата? Па, јас би апелирала, значи да имаме еден здрав живот, да не се седи до доцна ноќе, значи пак малку да се става децата под контрола, зашто сонот, кој што убаво барем 8 часа
ноќе за децата е многу важен и онда им се не само што ќе им се ментално добри за утре дента да видат, него едноставно и здравјето од тука им доаѓа. Значи самиот организам се стабилизира, имунолошкиот систем му треба малку да биде во мир, така да е еден добар сон, здрава храна, чист воздух и без гаджети пред заспивање, предпоставувам. секако. Но да. како? Па знам дека е тешко, сите имаме деца, знам дека е тоа малку потешко изводливо, меѓутоа тоа е тоа. Сега ќе се справуваме со се што дојде, ќе бараме начини, да. Ви благодарам многу за овие прекрасни совети и во очекувам во некое наредно издание на подкастот Ваш педијатар. Ви благодарам и вас на поканата.